да ми обясниме на оние што не знаат што е ретвитниот оброк. Па ретвитниот оброк е организација, здружение на најразлични граѓани кои се сретнале, се приклучиле од различни медиуми, Twitter, Facebook и дознале преку други луѓе преку раскажување, кои секоја недела се обидуваат да сготват топол оброк за група на граѓани во нашето општество кои не може да си дозволат, бездомници, луѓе кои се на граница на самата сиромаштија. Ние се обидуваме да поттикнеме јавната свест помеѓу луѓе кои се на некој начин привилегирани, да имаат секој ден топол оброк, за тие луѓе кои што и тоа им недостасува како основно право во нашето општество. Како дојде идејата за започнување на оваа иницијатива и кога се случи тоа? Па, почна случајно пред една година. Иницијалниот извор е еден твит на социјалната мрежа Twitter, каде што еден од нашите членови доби идеја зашто кога веќе сликаме каква храна ја ставаме на Twitter или на Instagram, само за сликање, зашто кога веќе тоа го правиме, не ја поделиме веќе на некому. Да се дружиме повеќе и да има некоја корист од сета таа активност, што може да се не само да биде лично фалење, да речеме на некој начин, туку и да биде некоја корист за некој друг. А пред колку време беше тоа? Тоа беше пред една година, отприлика ова време, пред месец дена негде, мислам, навршивме точно една година, 52 недели, делење оброци секоја недела во сабота. Според вас, дали социјалните мрежи се користат доволно за вакви хуманитарни иницијативи? Па, прашањето е колку има хуманитарни иницијативи кај нас. Мислам дека тие што се занимаваат хуманитарни иницијативи се трудат максимално да ги искористат социјалните мрежи. Социјалните мрежи се јако средство за поттикнување на луѓето, информирање на луѓето за иницијативата. Само прашањето е колку сме запознаени и колку реално има такви иницијативи. Мислам дека тие луѓе што се занимаваат со хуманитарни организирани хуманитарни дејности се трудат да ги искористат максимално. Меѓутоа, мислам дека реално ни фалат многу повеќе хуманитарни иницијативи, вклучување на сите луѓе колку што можат во такво нешто. Дали со ваков начин на здружување граѓаните можат да направат промени во општеството? Кој е вашето размислување? Да, навистина ние го правиме ова, зашто навистина веруваме дека тоа е начин за да се промени нешто во општеството. Граѓаните мора да действуваат, да се здружуваат и да ги бараат со кои проблеми мисла дека едно што се соочува и да делуваат начин на решавање со меѓусебно здружување. Било кој, ако има некаква идеја, социјалните мрежи се денес со огромна предност за луѓето да се организираат, да се здружат и да направат нешто што мислат дека треба навистина да се промени во општеството. Колку луѓе се дел од ретвитниот оброк? Од ретвитниот оброк има многу голем на луѓе, оние кои што се вклучени постојано се околу 10 на 15, кои што секој петок готвиме заедно. Меѓутоа во групата на ретвитниот оброк се вклучени околу 600 луѓе, кои што наизменично помагаат, придонесуваат со оброци кои што сами ги подготвиле, донирале намирници и слично. Како некој што сака да ви помогне, било тоа со донации или со готвење, може да ви се придружи? Доволно е да не контактира во Facebook групата, например, или на некој од нашите лични профили, да дојде некој петок за да готви заедно. Најчесто објавуваме јавно објавата за тоа каде се готви, или пак во сабота, додека ги делиме оброците, да стапи во контакт со нас и ќе му ги кажеме сите потребни информации, да речеме доколку сака да готви или да донира оброци. Најчесто намирниците кои што се донираат, може да се донираат во ресторанот Решис. Во просек колку оброци неделно подготвуваат? Во просек се подготвуваат вкупно околу 70 оброци на заедничкото готвење, меѓутоа секогаш на луѓе кои што подготвуваат дома по 10-20 оброци и најчесто се собираат околу 150, гледаме да задржиме таа бројка, затоа што најчесто се толку луѓе сигурно кои што ќе дојдат за кои што е потребно да се обезбеди оброк. Како изгледа самиот процес на подготвување на храната? Дали има дружба меѓу тие што готват, дали се развиваат некакви дискусии помеѓу вас? Има голема дружба.
Најчесто сите кои што сме сакале да помогнеме, да дадеме некаков придонес од наша страна, дали на готвење на мирници и слично. На почетокот не се познававме лично сите од претходно, туку се запознававме на самото готвење. И да, има голема дружба, се разменуваат идеи за тоа како да се подобри, да се зголеми бројот на оброци, да се направат различни рецепти, но има и општо дружба на секаков друг начин.